Со големи очекувања за масовна посетеност, која освен што ќе донесе раздвижување на локалната економија, треба да донесе и одлична забава за сите генерации до раните утрински часови, синоќа во градот под Марковите кули започна популарниот пиво фестивал 2025. Стартот повеќе од ветувачки, на општо задоволство и на организаторите и на угостителите, а особено на бројните посетители на првата од вкупно 3 фестивалски вечери. Секоја сме година тука и одлично се забавуваме. Ова е убава традиција, треба се продолжи. Само во времето имаше појќе народ, поголема организација имаше во времето него сега. Секоја година, без исклучок сме присутни на Пивофеста. Пивофестивалот 2025 традиционално за отворен го прогласи градоначалникот на Прилеп Борче Јовчевски. Оваа пивофикацијска фешта, која веќе 2 децении успешно се организира во срцето на градот, стана препознатлив бренд и интересна дестинација за многу гости, како домашни, така и странски, констатира Јовчевски. Со тоа Прилеп докажува дека навистина знае да организира, да собери наши сограѓани како од градот, од цела Македонија и од поблиските земји. Овие 3 дена на музика, на песна, на радост, на храна кажува дека Прилеп излегува од локалните рамки. Уште повеќе зближува, збратимува, но воено го развива и има економски бенефит нашиот локален бизнис. Оваа година се потрудивме програмата да биде богата, да има за сите вкусови, да има за секој човек, да има музика, да има забава, многу пиво и секако добра прилепска скара. Имаме повеќе од 15 штандови, имаме 6 големи пивари и тоа е она што можеме со гордост да ви го пренесеме вам како медиуми. Освен ова, и безбедноста е подигната на највисоко ниво, уверуваат од локалната самоуправа, а додека пак од страна на Управата за јавни приходи, предходно беше одржана и едукативна средба со економските субјекти, учесници на фестивалот. Управата за јавни приходи е тука, како и секоја година, на координација со цел едуцирање на даночните обврсници и нивна доброволна усогласеност со даночната регулатива, односно усогласеност со законите, Законот за регистрирање на готовински плаќања, Законот за данок на додадена вредност и Законот за данок на личен доход. Годинашниот фестивал на пивото ќе трае 3 дена, односно од 18 до 20 јули. Фестивалот утре вечер ќе го затвори српската музичка звезда Никола Роквич, а вечерва свој настап ќе има и неговиот колега Харис Џиновиќ.